2018 година на Општинското основно училиште Свети Климент Охридски Делчево. Ова училиште години наназад едуцира генерации на млади ученици од прво до 9 оделение, кои ќе бидат подготвени да ги совладаат предизвиците на модерниот свет, да бидат секогаш љубезни и позитивно расположени, толерантни и спремни за диалог во сите сегменти на нивниот живот. Тоа е патот кон нивниот успех. Оваа учебна година ние учениците залюбвавме, учевме, спортувавме, цртавме, истражувавме. Спомените од училишните клуби за навек ни остануваат да сведочат за завршено 5-то или 9-то оделение, а другите ученици и до година продолжуваат. Летниот распуст е пред нас, па затоа ученици искористете го за игра, одмор, на море или езеро, а може би и на градскиот базен. Се едно, само убаво да си поминувате. И, не заборавајте да прочитате и некоја лектира. А се разбира, со утрешниот ден го заокружуваме и постигнатиот успех со доделувањето на свидетелствата од страна на вашите сакани наставници. Честитки за оние со сите петки, а за останатите со повеќе труд да бидат подобри со оценките во наредната учебна година. А сега, дозволете ми да го повикам директорот на нашето училище, господинот Горан Димитровски, да ме поздрави. Повелете, почитуван директор. Добро вечер.
почитувани гости, родители, наставници и ученици. Ви посакувам добре дојде на свечената академија по повод завршувањето на учебната 2017-2018 година. Училиштето Свети Климент Охридски од своето постоење до денес работи сериозно, со голем елан и посветеност и создаваме генерации кои смело чекорат кон иднината и постигнуваат резултати. Оваа учебна година во нашето училиште се запишаа 576 ученици, од кои 219 ученици се со одличен успех, 93 ученици се со многу добар успех, 61 ученик со добар успех и 3 ученици со доволен успех. Средниот успех на ниво на училиште е 4,33. На крајот на секоја учебна година ги сумираме резултатите од нашата работа, па и оваа година можеме да кажеме дека добро работевме, дека нашите ученици постигнаа одлични резултати на општинско, регионално и државно ниво, а бројните награди, дипломи и благодарници се доказ за тоа. Планираме во иднина уште повеќе да работиме и заеднички да освојуваме уште многу награди. Ќе се трудиме да го афирмираме училиштето на сите полиња, учествувајќи во сите проекти на Министерството за образование и наука, Биро за развој на образование, Општина Делчево, невладини организации и други институции. Почитувани гости, ве поканувам заедно да ја проследиме програмата која подготвија нашите ученици и наставници и се надевам дека ќе поминеме пријатни моменти. Ви благодарам. Од овој момент па до самиот крај ве водиме на едно волшебно и бескрајно патување, на което ве поведат учениците од нашето училиште, кои со своите дарби, љубов и креативност, низ драматизации, хор, рецитали и банетски точки, успешно ќе чекорат на оваа сцена вечерва и ќе покажат дека училиштето е еден волшебен, топол, едукативен дом за сите деца, и мали и големи. Со аплауз да ги поздравите и ве молам со големо внимание да ги проследите. Happy
едуцира млади идеалисти што ќе ги почитуваат другите без оглед на нивните разлики. Целта на училиштето е да едуцира современи и демократски ученици, отворени кон светот, и кои со гордост ќе го представуваат нашето училиште по целата наша држава. Резултатите на крајот од оваа учебна година и говорат за тоа. Со благодарници ќе бидат наградени најдобрите. Сите оние кои освоиле место на државен надпревар и кои го представува училиштето. И тоа не е мал број. Тоа покажува колку е успешно нашето училиште. Го поканувам директорот да им ги врачи наградите. Ја повикувам Ана Телетанска, 8 одделение, државен надпревар физика, 3-та награда, ментор Наташа Гоцевски, финален круг Кенгур 2018-та, бронзен медал, ментор Елизавета Орнова, државен надпревар биологија, 3-та награда, ментор Невенка Коларска. Го повикувам Кристијан Стојковски, 9-то одделение, државен надпревар биологија, 2-та награда, ментор Невенка Коларска. Ја повикувам Матеја Златкова, 9-то одделение, државен надпревар географија, 1-та награда, ментор Василка Николов. Ивановска, 7-мо одделение, државен надпревар географија, 3-та награда, ментор Василка Николов. Го повикувам Михаил Михаиловски, 8-мо одделение, државен надпревар народна техника, градежничко и архитектура, 4-то место, ментор Ранчо Георгиевски. Го повикувам Даниел Ромовски, 8-мо одделение, државен надпревар народна техника, съвременна техника, 4-то место, ментор Ранчо Георгиевски. Ја повикувам Марија Златковска, 5-то одделение, финален круг Кенгур 2018-та, бронзен медал, ментор Ленка Стаменкова. Го повикувам Никола Дончевски, 5-то одделение, регионална надпревар математика, 2-та награда, ментор Радка Синадиновска. Го повикувам Лука Стојменовски, 5-то одделение, државен надпревар природни науки, 3-та награда, ментор Ана Попова, регионална надпревар математика, 1-та награда, ментор Васка Филиповска. Ја повикувам Марија Салтеровска, 5-то одделение, регионална надпревар математика, 2-та награда, ментор Васка Филиповска. Ја повикувам Сандра Ивановска, 9-то одделение, меѓународен ликовен конкурс во град Кюстендил, Република Бугарија, 3-та награда, ментор Лида Георгиевска. Ја повикувам Ева Ристовска, 8-мо одделение, државен надпревар физика, 3-та награда, ментор Наташа Гоцевски. Го повикувам Михаил Ивановски,
Четвърто отделение, регионален надпревар по математика, трета награда, ментор Цвета Траянова. Я повикувам Исидора Сугарева, 9-то отделение, регионален надпревар детски семафор 2018, първо место, ментор Ванчо Георгиевски. Да се биде еден, најдобар од најдобрите, е навистина голема чест. Но тој епитет го носи само оној со конкуриран одличен успех, примерно поведение и учество на општински, регионални и државни надпревари од различни области. Ученик за пример, со кој треба сите да се гордееме. За првенец на генерацијата 2018 се прогласува ученичката Матеја Златкова. Честитки!
малко трае. Добър ден, ученици! Како сте? Боже, Седете, одлично. А дали сте подготвени за една мала игра? Да! Одлично! Денешната игра ќе ја наречеме почеток и крај. Знаете дека сесија има свој почеток и крај, нели? Да! Значи прашањето е, што се вас ме асоцира на почеток и крај? Размислете добро, па ќе почнеме. А за тоа имаме причини. Само да видиме дали вие ќе дојдете до вистинската мисла. Може ли? Може! Ајде, Дамјан. Се во животот има почеток и крај. Еве, например, кога читаме некоја книга, почнуваме од првата страница, читаме, ги вртиме страниците, доаѓаме до последната страница и крај. Нема веќе. Браво, Дамјан! Седи. Ајде, Деспина. Јас мислам дека ова може да се објасни и со гледањето филм. Гледаме, се смееме, се лутиме, се радуваме, се додека не се појави и она кратко зборче крај. Филмот почна и заврши. Седи, Деспина. Може и тоа, но се уште не сте стигнале до она што јас го замислив. Може да слушнеме иште некој. Ајде да ја слушнеме Марија. Еве јас, да речеме вако, кога јадеме сладолед, лижеме, не се сладиме, уживаме и на крајот останува само да ги избришеме или да ги излижеме и прстите, да го фрлиме дрвцето и се знае, крај, нема веќе. Добро, добро. Се знае, се си има свој почеток и крај. Но јас сакам да слушнам уште некој. Ајде, Ана. Исто читањето полно со сладки, или пак со кесето бомбони, едно по едно и нема веќе, празно е крај. Одлично, Ана. Седи. Ајде да ја слушнеме Ева. Се седи в тетрадките и со нив е исто. Почнуваме да пишуваме во нив, ќе ги испишеме до последниот лист, до последниот ред и тука е крајот. Добро, добро. Може и тоа. Ама сепак... Годишните времења наставниче, па да, како не се сетив. Например, зимата почнува и завршува. Понеа доаѓа пролетта, па летото и ете ке дојде и крајот на годината, нели? Така е, Војслав. Седи. Наставниче, Војслав ги заборави неделите, месеците, денот и ноќта. Добро, добро. Сосем сте близо. Ајде, напрегнете ги вашите мозочиња, пошто часот веќе е при крај. Ајде, Елена. Учебната година наставниче, па да, и таа за некоја недела ќе заврши. И сите ќе си кажем, довидување до септември, супер! И се одморат од нас и од детскиот џак. Училишните ходници, училишното звонче, клупите и столчињата, читанките и тетрадките, наставниците и... но и ние одма. Добро, добро, Елена. Тишина. Ајде да го слушнеме Дамјан по втор пат. Да, така е, ќе се одмориме и ние. Некој во некоја мала село, градче, град. Некој на планина, крај некоја ливада.
време одморени, наспани и сончени, со носења кои се уште ќе се лупат и така со нови сили ќе зачекориме во новата учебна година, во нова битка за освојување знаење. Од овој крај до оној почеток не очекуваат прекрасни нешта, лето, празници, одмори. И тогаш, во тој септември, ќе си посакаме убав почеток за уште еден ваков среќен крај. Ученици, ја изигравме играта онака како што треба. Ви честитам!
нова страница. От книгата Безпредумила прочитахме още една страница. Сега у нас належа публика, на игри и отбор летото не вика. Закитане с нежността на властта, ги задръгаваме поет костите, жени за себе с отворите, ги се ръгуваме с отворите, по нежна игра с иронията, ги се радуваме на полинията, радост наша ги броди, по син се очеводи. Тръчаме се, Джеко, днес ми да ни леса. Да се вдеем високо като сладна есен. Тълнеш по училище, паките се вратиме, с любовта наша, заради позатиме. Що ми вети на почетокот од учебната година? Се сеќава, ама ти? Ми вети дека ако поминам со петка, ќе ми купиш најскапи патики и најдобри фармерки. Точно! Па тогаш треба да го исполниш ветеното. Полугодишниот успех не е за цела тројка, туку 2,5, како да те наградам? Половично. Мојот успех е половичен. Бидејќи е полугодие, половина учебна година, до крајот на годината ќе го исполнам ветувањето во целост. Ќе бидам одличен. Не ја сваќам твојата математика. Ќе ти појаснам. Да слушнам. За половина учебна година постигнав половина од наградата и барам половина од ветениот успех. Која половина? Само одбери, патики или фармерки. Прифаќам само половина од забелешката. Супер! Која половина? За половичен успех половина од наградата. Патики или фармерки? И патики и фармерки. Па тоа е цела награда. Не, сине. Е, како не? Едноставно не. Ќе ти купам најдобрите патики и фармерки, но само една патика и една ногавица. Не си фер. Но на крајот од учебната година ќе ја добиеш едната патика и едната ногавица на фармерките. Тоа не е фер од тебе. Но и од тебе е исто така. Но така е наисправно. Ќе бидеме 50-50 за да делите ветување. Кога главата ти е резервирана за одмор и не мислиш на домашните од математика, кога во дланките го ловиш сонцето, а во срцето песната на птиците ти одзвонува, легна пред тревата заедна, во полето на јубово се сонува. Во лето, кога срцето ти е отворено, заигра и убавина, како разсутена божурика, и кога среди тишината само шепотот на бранобите ти одзвонува, легнат брастопли од песок крај езерото на јубаво се сови. Во лето, кога од сета убавина крилја ти пораснува, и кога ти е сеено дали природно те благо, а премето ти нека, кога во срцето само харфата на летото ти одзвонува.
Охридски заврши. Към жениците им поздравуваме среќен и весел разпуст и